Корупцијата, правната несигурност, недостатокот на квалификуван кадар и лошата инфраструктура се најголемите недостатоци кои ги нотираат компаниите и инвеститори во Македонија. Помалку од половина, односно само 43% од странските инвеститори кои веќе инвестирале кај нас би го направиле тоа повторно по прв пат. Податоците од анкетата Бизнис инвестициски индикатор која спроведе Советот на странски инвеститори покажуваат дека 90% од компаниите не можат да најдат инженери и техничари. Дополнително има коментари поврзани со владењето на правото и правната држава и правниот систем во државата. Корупцијата, правната несигурност и честите измени на сите оние бизнис регулативи со кои ние како компании се соочуваме во државата. Бирократијата и или непоставувањето или временскиот рок за да се исполнат некои обврски од страна на администрацијата. Се покажа дека 45% од компаниите го зголемиле производството во однос на 2022, а дури 36% го намалиле поради глобалните, но и домашните проблеми. Кај 19% нема промена. За идната година најголеми ризици се инфлацијата, неконсистентноста на економските политики, растот на цената на енергенси, корупцијата и одливот на работна сила. Покрај тоа што немаме работници дома, тешко оди и процесот на увезување бидејќи бирократијата е прекомплицирана. Процесот на обезбедување на работни дозволи е процес кој што е долготраен од аспект на време, меѓутоа исто така и од аспект на бирократски потешкоти. Низ разговори со компаниите заклучивме дека станува се потешко и потешко дури и странска работна сила да биде привлечена. Компаниите се соочиле и со проблеми за добивање на државна помош. 2/3 од анкетираните сметаат дека правилата за државна помош се пресложени, а кај дел имало и проблеми со исплатата. 3/4 сметаат дека е потребна и дополнителна финансиска поддршка. Согласно на ваквите податоци, не е чудно што само 39% од анкетираните имаат нова инвестиција во Македонија. Според анкетата, недостига диалог меѓу бизнисот и власта. Инаку анкетата беше спроведена во периодот од 20 ноември до 12 декември годинава, кај инвеститорите кои вработуваат 38.000 граѓани во минатата година направиле обрт од 7,7 милијарди евра.